Повели Јамор? Имаме проблем, Хјустон. Што се случи повторно? Татко ми конечно го стави огласот за продажба. Ај, Господе Боже. А мама? Астронаут. Сестро? Доаѓам. Мамо, се шегуваш ли? А? Што се обидуваш да направиш, мамо? Дали се обидуваш да го оправдаш? Од што се одмаздуваш и кому? Те молам. Добро, не го отворај тоа. Не се меше, Јамур. Мамо! Горе има доволно ташни чевли да се отвори бутик и уште им се закачени етикетите. Дали си свесна? Каде ти е кредитната картичка? Сестро, Што се обидуваш да направиш, а? Како никое дете што ја користи кредитната картичка на мажот? Што е, а? Што правиш, господјо? Сега го имитираш тоа што го научи од татко ми? што правиш ти? Дојде тука да ми полагаш сметка, да ме судиш наместо да ја поддржиш мајка си. Што правам? Се обидувам да бидам среќна. Тие чанти и чевли што ги гледаш внатре ме прават среќна. Барем се обидувам. А ти? Што правиш ти? Се криеш зад несреќата. Ни човек во животот не можеш да внесеш. Мамо, добро, не го отворај тоа. Што зборуваш, мамо? Каква врска има тоа со мене сега? Само погледни со себе си. Ти си кукавица. За каква кукавица зборуваш, мамо? Не ме полудувај. Таква беше и кога беше дете. Повеќе ги сакаше погребите од родендените. Погледни си ја професијата. Се темели на несреќата на луѓето. Јамур, кажи нешто. Кажи. Значи и ти така мислиш? Не секако дека не мислам така. Мамо, зошто ме ставаш во ова? Затоа што не може да те излечам, така? Не грижи се? Те молам, не се грижи. Затоа што нема психолог на светот што може тебе да те излечи, нема. Срамота е толку што си слепа, што не можеш да ја видиш среќата во тоа да излечиш некого. Навистина жално е ова. Дали си среќна што лекуваш луѓе? Или ти причинува задоволство да гледаш дека се полоши од тебе? Прави што сакаш, мамо. Прави што сакаш. Мамо, што правиш? Што правиш? Сестро! 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 Сестро, застани! Јамур, стоп, не доаѓај по мене. Ке ти го скршам срцето. Правете што сакате. Господе Боже, Што друго да правам, сине, а? Да не пукаш во човекот. Ако ми кажеше мене тогаш... Мажите влегоа во градината со пушки, тебе ли требаше да те чекаме да се вратиш? Зошто пукаше во човекот, не разбирам. Сакаше да покажеш сила пред чичком и тоа сакаше да направиш. Ако разговаравме, можеби ќе излезеа момците. Точно, можев да го решам со разговор. Сигурно ќе направеше нешто вакво. Ти си амбасадор за добра волја. Мамо, Аслан, не разбираш што се обидува да направи Ибо, а? Доколку не го направев ова, во рок од 2 дена ќе дојдеше во средината на фирмата и ќе ти го поставеше својот знак. полека, зашто сме ние овде? Точно зашто сме ние, не знаев ни јас. Те немаше вчера, например. Чекав баш кога ќе дојде темата за Девин, така е. Кажи, ајде, те слушам слободно. Како е Девина, во ред ли е? Нема ли да дојде на вечера? Види, јас сум ти син тебе и нема мене да ме излажеш. Мислиш дека не знам дека овој господин Чагри работи за тебе, сериозна си? Ти веќе многу добро ја знаеш мојата предбрачна состојба. Всушност мислиш дека се караме и можеби мислиш дека дури имаме раскинато јас и Девин.
Ама види, има нешто што не знаеш. Или не сакаш да го знаеш, не знам, јас ќе ти го кажам. Јас сум лудо заљубен во Девин. Верувај ми. Никогаш ти немам кажана оваква реченица за ниједна жена досега во мојот живот, ама сега ја кажувам. Што значи што сакаш направи. Нема да можеш да ме запреш. Види, запомни го ова. Запомни го ова. Мама, дури и кириите за куќите како штала почнуваат од 20.000. Како да работам и да плаќам? Джейлан, оди на маса, не ме оптеретувај. Ова е мојата последна порака за тебе на оваа тема. Ќе останеш далеко од таа куќа. Изги? Извини, драга, дали ја успеваш дефна? Не, ништо важно. Само бев љубопитна како си. Добро, ќе разговараме утре. Извини, твоја? Оваа ташна? Ми паднала? Ти благодарам. Андач. Девин. Мило ми е. Проклетство, веќе е неред, од каде дојде ти? Каде е младоженецот? Одмора, бабо, во собата е. Повикај го тука. Сите јадат на масата. Ова не е ни дом за гости, ни хотел. Нема да го викнам. Имаш ли нешто да кажеш? Лейла, веднаш повикај го сопругот тука. Мамо, не зборувај глупости, нека остане во својата соба, деца има. Ти се шегуваш ли? Сега ли ти текна дека имаме деца? Лейла, може да си ја јадеш храната? Не ти беше наум дека имаме деца пред да им направиш на нивните татковци да јадат со сламки? Не ми викај мене. Што ако викам, кажи? Ајде, замолчи ме. Не викајте на Ако масата. сакам, ќе викам. Замолчи ме, ајде, замолчи ме. Джейлан, однеси ги Каја и Зейно во нивните соби. Зошто Каја никогаш не зборува? Дали никогаш размислувате за тоа? А? Еве, јас ќе ви кажам. Затоа што е роден во ѓубрето на Сојкан. Внимавај на зборовите. Нема да ги чувам. Но ти ќе ги чуваш твоите движења. Ми го уништи животот. Сега е ред на Каја ли?
Некој пукаво човек пред момчето, некој му го прави лицето на таткото непрепознатливо. Ти заглави со моето изневерување, драги брате. Што ти е гајле? Што ти е гајле? Каде беше кога твојата драга мајка брзо ме омажи за овој човек мене, а? Лесно е да се палат тетратки во задниот двор, Аслан. Ако сакаш да го средиш својот бизнис, прво ќе го средиш ова место. Никој не те држи насилно во оваа куќа. Види ти. Син на мајка. Виде, Хуља, види. Колку сте вие исти. Се надевам нема да се здружите и да го уништите животот на Девин. Не мислам дека нешто добро ќе излезе од ова, ама... Ајде, нека ви е на здравје. Бато, подобро да дојдеш. Сега, прашање за тебе. Дали е подобро да имаш пријател во лошо време или пријател во добро време? Не знам, пријател во лошо време претпоставувам. Погрешен одговор. Погрешен одговор. На лош ден сите видови луѓе се покрај тебе, како сега јас. Сега додека зборувам. Еве, например, стануваш повеќе благодарен за својот живот. Натрешно си среќен како мене, но дали пријател во добро е паметен избор, Сертач? Андач. Пријател во добро време е среќен со среќата на личноста. Тие дури ја зголемуваат твојата среќа. А пријател во лошо време? Пријател во лошо време не е таков. Пријател во лошо време се храни со хаос и интриги. Тие сакаат да бидат лоши. Знаеш, нели? Знаеш, јалвач. Јасно ти е, јалвач. Андач. Јалвач. Мислиш ли дека човек станува психолог за да ја гледа лошотијата кај другите? Мислиш дека сум лоша личност? Дали го мислиш тоа? Ти си психолог? Јас сум фармацевски представник. Дури и денес бев и унапреден. Мислиш дека затоа се заљуби во Аслан? Всушност не треба да кажам дека сум фармацевски представник затоа што ме направија продукт менеджер. Ми понуди договор, знаеш ли? Договор, предбрачен договор. Срамота, знаеш ли? Ми понуди договор. Човеку, која нијанса на сиво си ти, кажи ми? И возилото ми го обновија, фала Богу. Никогаш не ме познаваше? Воопшто ли не ме запозна? Ке се вратам веднаш. Многу силно. Не. Добро направив. Да не кажев пак ќе ме искара. Што да правам? Еве ти кажувам. Никогаш ништо не крие од Аслан Сојкан. Во ред? Што правиш тука, девојче, а? Животот би го дал за тебе. Животот би го дал за тебе. Пријателе, го евакуираме местото, те молам. Пријателе, не грижи се, го празниме просторот, повели. Ајде, сите надвор, ајде, момци. И тебе ќе те извадиме, пријателе. Ајде, го празниме просторот. Само една минута. Пријателе, го празниме местото, ајде. Овој идиот беше до неабато. Аслан Сојкан, јас сум Андач. Андач се викам. Јас денес бев унапреден. Честитам.
Кое е работно место? Работам во фармацевска компанија. А на кој лек? Фуриус. Како рече? Мултифориус. Аха, така рече. Дојде со кола овде или? Службено возило ја. Супер. Остави ја колата овде. Да не возиш вака под пијанет, нека те однесе Екрем дома. Јас не би сакал да ви Екрем, однеси го пријателов дома, добро ли? Тепан да го носам или нормално? Момче, нормално, однеси го. Се гледаме ја си ти. Фала, бато. Ајде, оди. Девојце, што правиш? Што правиш? Ајде, ајде. Ајде, дојди. Земи ја, ајде. Не ме гледај, држи ја убаво. Држи, ајде. Влегувај, ајде. Ајде. Влегувај. Изгледа сакаш да се тепаме. Не. И тоа ќе се случи. Девин, ќе те однесам дома, но вистина не сакам сега да се расправам. Кажи ми, што ти е тебе? А? Што сакаш ти од мене? Тебе. Вака? Како и да е. Тогаш зошто ги комплицираш сите работи? Зашто така знам? Така ме имаат научено. Или ќе заборевиш што си научил, или мене. Не можам да те заборавам. Премногу е тешко. Многу сум уморна, Аслан. Премногу сум уморна од тоа постојано да изгледам силна и да бидам силна. Само сакам да бидам среќна. Зошто ми го тестираш трпението? Колку е убава песна, ова ја слушаш? Може да биде наша песна. Нека биде. Што направи? Го притепа Ајдач? Андач. Аха. Не, го однесува дома. Кажи ми нешто убаво, брзо.
Брзо. Ние. Şarkılar söylenir gönlümüzce. Што се случува? Што е ова? Прочитай сам. Во овој договор вика Што е ова? Ова е мој услов. Ти сериозна си, навистина? Што мислиш? Но можно е ова? Можно истражував. Има малку процедура, но може да се направи. Добро, зошто би се впуштила во Не ти овакво? беше единствената цел да ме заштитиш од клеветата на презимето Сојкан? Има ли подобра заштита од ова? Или ќе биде напишано тука, или воопшто нема да се случи. Ако не можеме да бидеме подеднакво срекни, тогаш ќе бидеме подеднакво несрекни. Што велиш? Што мислиш? Што мислиш? Прифатено. Прифаќаш? Прифаќам. Навистина прифати. Навистина, да, прифаќам. Добра. Што правиме сега, тогаш? Тогаш да се венчаме сите. Сега, Да, ќе се венчаме наскоро. а каде ќе живееме? Каде да живееме? За фармата што мислиш? Добра шега, навистина добра шега. Да живееме овде? Можно е, ќе видиме. Толку брзо. Да, толку брзо. Добро, а каде ќе биде свадбата тогаш? Тука? Тука. Семејна средба? Може, може и не. Кна вечер? Не, значи. Аслан, како ќе ги направиме подготовките ние за една недела? Добро, што ти е, тебе те гледам и не знам дали си тажна или среќна како да ме испрашуваш. Ај, што зборуваш ти? Зарем не смееме да прашуваме? Значи ништо не ви објаснувам. Прво треба да ми честиташ како секој нормален Разбрав, човек. да, Ќе значи кажеш јас сум честитки, животно, така, Каде ќе живеете? Ќе живееме во мојот ергенски стан. Се иселуваш од дома? Кој се жени си заминува од дома, фастаче? Честитки.
Сериозно ли? Девин, сериозно ли? Мамо, Навистина мамо, ли? смири се, Не можам да мамо, барам поверувам. една минута, мамо. Дојди тука. Дојди. Душо моја, срце мое, толку сум среќна. Честитки, многу ми е мило. Благодарам, мамо. Може ли да го заборавиме другиот ден? Ти и јас кажавме многу груби работи. Кажавме? Љубов моја. Не можам да поверувам. Сега имаме свадба. Имаме свадба. Неверојатно. Аслан е како лав. Се надевам ке имате долг и среќен брак. Како знаеш за Аслан, мамо? Не обрнувај внимание, што да правам. Искрено, веќе целосно се откажав од тебе. Мамо. Фала му на Бога. Што ќе облечам? Чекај. Сега главната тема. Полека, мама, полека. Добра. А ти, Јамур, муво без глава? За секунда стана манична. Не можевме ни да ја фатиме, свесна ли си? Девин, Мамичке, каде ќе биде свадбата? Види ме остави без див. гледаш фотографии од Аслан во слободно време, Јамур, а? Кажи, душа. Не си ги зема лековите. Да си ги земеше, ова немаше да се случи. Тишина. А ова? Како ти изгледа, добро? Одлично е. Може и венчаница да си облечеш сега ти за оваа пригода? Не ми се подсмевај. Што ќе облечам сега? Добро. Веднаш додиме на шопинг. Добро, Јамур? Гледај ме, Девин. Нема да го поканиш таткот ти на свадба? Се колнам, нема да дадам благослов. Ке седне и ке мисли, зошто кирка ми не ме покани на свадба, да ќе си го поставува тоа прашање. Леле, не ми се верува. Мојата кирка се мажи. Имаме свадба. Ова не е во ред. Чекај, ова не. Садик Хидајет, денес во 15 часот. Тргнувам, добро. Да останеш уште малку да поразговаравме. Мора додам, имам сеанса, ве сакам и двете. И јас тебе. Имаме свадба. Види како ја дознав веста за свадбата на мојот брат. Сигурно нема да ме поканат. Честитки однапред. Господ да ве благослови. Да знаев, ќе ти купев подарок. Навистина не требаше да те земам од почеток. Моја грешка, те извини. Не, нема зашто. Знаеш што се случи откако разговаравме вчера? Дури и на вечер. Веднаш. За прв пат после години заспав. Сакам да кажам, некој ме сослуша и тоа ми го одеше. Станав наутро и си реков, проклето нека е, мислам нешто се случува, да. Си реков, изгледа има шанса да ми стане добро, малку светлина. Со поминека е. Бевме кај шамарот, нели? Така? Што? Ми го раскажа твојот најсреќен момент. Он кога рече си умрел. Како? Ние треба да ја продолжиме сеансата. А што ако Аслан слушне? Тоа си е мој проблем. Не објаснувам никому за моите клиенти и никој нема да изневерам. Секако дека не може да биде сигурен за тоа
што девојката не е од нашиот свет, како да знам дали ни одговара или не. Аслан е исто така во право. Душо, со што се занимава девојката? Психолог. Но е многу добронамерна девојка. Недостоен. Не разбирам. Мајка ми, откако ме удриша Амар, ме нарече недостоен. А пред сите на селскиот плоштад. Само тоа? Не. Потоа еден ден игра фудбал со децата на платото. Мислам, кога убаво ќе размислам, јас не играв, јас ги растурав сите таму, противнички тим, како и да беше, ја земав топката и не ја давав никому. Тргнував, давав гол, се враќав, пак, како Меси. Никој не можеше да ме запре, бев незапирлив. Велев ке дадам гол, пак ја земав топката и тргнував натаму. Наваму, одеднаш некој ми подметна нога од позади, паднав со лице. Бев бесен, станав, го најдов тоа дете што ме сопна. Почнав да одам кон него, со сетта моја лутина и сакав да го убијам. А другите деца се вмешаа. Настана мешаница, пцовки. Тогаш некој извика: недостоен ни за еден. Го оставив тоа дете и тргнав кон него. Сакав да го средам и токму кога одев кон него, уште еден викна: недостоен. А потоа уште еден, па уште еден и потоа сите заедно: недостоен, ти си. Ти што направи? Се обидов да ги истепам сите. Навистина се обидов. Немој да мислиш дека сум посилен. Тие беа како мечки, беа 4-5 години постари од мене. И фатив еден под мене и сакав да го згмечам, ама тогаш ете вака, види, гледаш тука, како гром ме удри и се уште има трага. Еден од момците зеде камен и ме удри по главата. Имав ужасна болка. Не можев да хренам рака. Паднав на земја, а потоа ми се стемни. Ми се вртеше и тука заврши. Ова ти беше најсреќниот момент? Ги отворив очите. Мајка ми ме гледаше. Каков поглед. Джихан, рече. Мртов ли е? Потоа ме зеде во преградка, тука. Крв по низиниот врат или нешто по ова рамо. Беше цела во крв. Моја крв. Ме прегрна исто како Аслан. Па потоа? Ги затворив очите. Не сакав тој момент да заврши. Се пребравав дека сум мртов и сакав таа нежна и убава темнина да продолжи. И тој ден е најсреќниот во мојот живот. Джихан, ти всушност не сакаш да умреш. Не разбирам. Но ти си подготвен да умреш, само мајка ти да те сака. Се е во ред, муџа. Завршивме, готово? Да, господин Аслан, се е во ред. Има уште нешто за плаќање? Тоа е се. Ајде, тогаш чувај се, те молам. Благодарам и ти. Добро, разбор. Благодарам. Регистрацијата не е запишана, Аслан. Не успеавме да го најдеме моторџијата што те следел. Бато не може да ја ти. Би рекол нема храброст да те следи, ама сега ако
сме претерале со нешто, може би се охрабрил, не знам, брат. Не. Епа, тогаш имаме свадба. Не, Джули, да не зборувај така, не. Ако беше до Аслан, ќе ја држеше и оваа девојка зафатена како и другите. Ама јас му реков, сине, немој, ајде и оваа девојка е човек, му реков, ајде. Значи, ќе имаме свадба, Хулја. Токму така. Да се надеваме на најдоброто. Честитки однапред. Ке се вратам јас веднаш. Добро душо. Повели, мамо. Аслан, оваа свадба ќе биде дома, сигурни сте? Сигурни сме, се разбира, мамо. Не се заморувајте, ние ќе се погрижиме за се. Не постои такво нешто. Ако правиме тајна свадба, се ќе биде според редот за тоа. Се ќе биде според редот. А каков е тој ред, мамо, кажи ми? Например, дали му се јави на чичко ти? На чичко ми? Не му го застрела човек од последниот пат. Сега на свадбата го каниме и да славиме заедно. Секако дека ќе го повикаме. Сепак ова е свадба на Сојкан, без разлика што. Не сакам во јавноста сликата од семејството да биде распадната. Не можеме да ја повикаме твојата тетка Недрет, твојата баба не ја сака, но ако не го повикаш чичко ти, ќе им дадеме право на луѓето да зборуваат. Треба да го повикаме и брат ти. Ти... Ти сериозна си за Џихан, мамо, навистина? Да, сериозна сум. Чичко ми е во ред, ама Џихан не доаѓа предвид, не може да се движи околу Девин. Дали сум јасен? Зошто да не? Ја споредуваш ли Девин со Ајсел? Зошто би го оставил да прави скандали на мојата свадба само затоа што ти сакаш цело семејство заедно да го видиш? Тогаш ти ќе ги направиш правилата. И јас не сум среќна за ова. Нека дојде и нека ти честита, а потоа отстапи. Види, ниту моје одобрување, ниту моје мислење имаш за оваа свадба. Барем направи ги овие работи за мајка ти, сине. Ова е мојот последен збор. Ова... Ајде. Види го мојот помал брат. Пропушти добри кебапи вчера, нели? Се женам, брате. Ти донесов покана сега. Сабота на нашата форма ќе биде. Еден, нема да правиш сцени. 2, нема да правиш сцени. 3, нема да испиеш ни капка. Цел ден ни капка алкохол нема да испиеш тој ден, дали сум јасен? Инаку ќе имаме проблеми, јас и ти. Ме разбираш или не?
Фала ти. Што да кажам, Бог да те благослови. И благодарам на таа љубезна покана. Значи ова не е идеја на мајка ми, а? И така не може да биде твоја. Да не е на невеста. Престани, немој да се интересираш чија е идејата, ти не се меше, правилото е едноставно, ако тој ден има проблеми, јас ќе бидам проблемот. Во ред, брате. Со среќа нека е. Благодарам. Браво, докторке. Да си жива. Мојот херој Јусуф. Злобната невеста Хуља. Да можеше таа ноќ да ја спречиш мојата свадба, можеби ќе имаше добра невеста, мајко. Но не успеа да ја запреш. Еве веќе 45 години, како влегов во ова семејство како невеста. Лејла со очи како срна. Кога се омажив бев или на годините на Джейлан или помлада. Свадбата заврши, се вратив во мојата соба. Бев многу исплашена, но и многу срекна. Чекав човекот што го сакав да дојде, да ми го крене велот и да ме бакне. Наместо тоа добив шамар. Шамар што беше охрабрен од тебе. Младоженецот Толга. Намерно чекаше бракот да се склучи, нели, мамо? Сакам да кажам, ти сакаше да се случи срам и Јосуф многу да се налути на мене. Секако сакаше да му дадеш лекција на Јусуф затоа што не ја слушал својата мајка, нели? Нестабилниот Тибо. Змијата Недрет. Многу ме повреди, но од тебе прво научив и како да се биде сопруга и како да се биде мајка. Мојот драг Аслан. Сега јас ке имам невеста. Размислувам за тоа. И кога размислувам, ти давам многу признание, мајко. Нема нешто што човек не би го направил за своето семејство. Аслан, Каква е состојбата, слушам? Подготовките завршени се? какви подготовки? Аслан, рековме дека ќе биде едноставна свадба, нели? Нели така? Едноставна. Не се грижи. Чиста и едноставна. Што се случува? Јамур? Ај, Аслан, те молам, немој вака. Ај, не. Ај, мала свадба, нели, а? Мала свадба. Браво.
Сестро, ќе се поминам одлично. Сестро, нема да пукаат во воздух, нели? Тетка Неримане на балконот, жената ќе добие куршум во глава. Тоа е голем грев, не можеме да ја носиме таа вина. Од тетка Нериман. Ајде, облечи се! Вратата не се отвара, зета. Навистина? Заглавена ли е? Јамур, отвори ја вратата, нема да ме нервираш. Сестро, не се мешај. Зарем мислиш ќе отворам вратата бесплатно? Заглавена е, заглавена. Добро, ќе отвориме. А оваа врата се расипа баш во вистинско време. Секолнам не помага. Јамур, отвори ја вратата веднаш. Сестро, ова се традиции, ти велам, не се мешај. Да, така се случува. Джелон, здраво. Мислам, ќе се Фотографии на отвори. социјални мрежи не сакам да знаеш. Никако фотографии на социјални мрежи. Ајде. Ништо. Така. Изгледа ќе се отвори. Продолжи. О, се отвори. Еко? О, Боже. Зошто не танцуваш? Ти си сестра на Девин? Да, нејзина сестра, но повеќе ми се допаѓа Јамур. Јамур сум, Јамур Аким. Сестро, зошто не ми кажа од почеток? Моја сестро? Ме уништи, ме заврши. Како можев да те бакнам, ќе се истурам на себе. Смири се, те бакнав, се е во ред. Како да им објаснам сега за нас? За нас? За нас? За нас. Па, пријатели, не се запознавте, да ве представам. Еко, Јамур, Еко. Се запознавме, брате, секако се запознавме. Слушајте вамо, согласете се добро, ќе бидете наши свидоци. Се согласувам, сестро. Не грижи се. Што правиме, бато? Што да правиме? Господе, вози, ајде напред. Многу ми е мило што ве гледам. Здраво, братче. Како си? Добар, благодарам. Значи направете нешто како што
да ги наредите.